Почитувана председателка на антикорупцијска, бидејќи се впуштивме во нормативно-правни толкувања, тука сме тројца професори по право, па и да толкуваме како не им предаваме на студентите и дали ова што го кажавте е точно, однапред ќе ви кажам дека не е точно. Значи, во правото постојат разлики помеѓу ништовност и рушливост. На латински едното се вика negotium nullum или непостоечки, ништовен правен акт, едното се вика negotia rescindibilia или рушлив. Сега, кои се разликите? Првата разлика е тоа што ништовен правен акт не може ниту да произведе правно дејство, за разлика од рушливиот, кој што произведува до моментот додека не е оспорен. Втората разлика, тоа што кај првите, бидејќи се штити јавен интерес, за разлика од вторите кај што се штити приватен, се применува начелото кое се вика quibus ex populo, односно било кој од народот, без оглед дали има или нема правен интерес како во парница, може да побара, баш затоа што се штити јавен интерес, ништовниот акт да биде деклариран како ништовен. Тоа значи дека на неа, на ништовноста, може да се повикува секој, вклучително и ДКСК. Тоа вас не ве иззема од тоа кога вие сте откриле дека некој акт произвел правно дејство, а не требало, да иницирате постапка пред надлежен орган, во случајов тоа е доносителот, веројатно просветен инспекторат, и да му укажете тој да си го поништи актот, па да видите како тој ќе изреагира. Отивака, ако го толкувате, секој кој има правен интерес, кој има правен интерес во случајов? Тројцата кои се фатени самите да си поднесат да им се поништа звањата? Или корумпираниот инспектор да си поднесе? Значи не можете начелото екс привата да чекате некој да поднесе да го применувате. Не. Тука важи начелото екс публика. Било кој од народот, вклучително и вас како институција, сте обврзни кога ќе откриете ваков коруптивен правен акт, да го пријавите таму каде што треба, не само да констатирате. Од тука не сум задоволен од одговорот и имам дополнително прашање, дали ДКСК врз основа на ова правно толкување планира во иднина, бидејќи не постојат рокови за утврдување ништовност, доживотно може да се утврдува, да поднесе иницијатива во случајов пред просветниот инспекторат да се поништи решението на корумпираниот инспектор Африм Салију.